Министерството за правда порача дека се чека на ВМРО ДПМН да достави свој предлог за клучните разлики за Законот за јавното обвинителство и СЈО, кои ќе бидат во согласност со европските препораки. Штом ВМРО ДПМН бидат спремни со предлог, ќе има средба. Зависи од нив. Велат во правда, според ВМРО ДПМН, доцнењето на квалитетен закон, правда не смее да го свали на нивен грб. Наместо пред една година, законот до собранието го доставија во март, посочуваат од партијата. За еден ТВ потврдуваа дека ќе поднесат предлог до правда со квалитетни, издржани и аргументирани предлози, засновани врз меѓународни признати документи во меѓународната пракса. Доколку сакаме да имаме независно јавно обвинителство, доколку сакаме вистинска борба со криминалот и со корупцијата, очекуваме прифаќање новие барања од страна на власта. Од владата денеска состав дека целта на средбите на работните групи е законот да се донесе со двотретинско мнозинство. Овој закон е еден од реформските закони кои што представниците на земјите членки на Европската унија очекуваат да го донесеме заеднички и да најдеме заедничко решение. Инаку тоа што сакам да потенцирам дека специјалното јавно обвинителство не заминува воопшто во историјата и дека не е точно дека во тие разговори со опозицијата било кога се заклучило дека СЈО повеќе нема да функционира. Роковите течат и Унијата го чека законот. Роковите ни се до затварање на извештајот на Европската комисија, а тоа е почетокот на мај. Се објавува и доставува до земјите членки веднаш после завршувањето на изборите за Европскиот парламент. Но се затвара во неговото работење почетокот на мај. И тоа е веројатно тој рок кој што даде малку флексибилност да може да продолжат разговорите помеѓу Министерството за правда, опозицијата, но и другите пратенички групи во парламентот. Синоќа опозицијскиот лидер Мицкоски во игра го врати транзицијскиот период. Тој е закон исклучиво инструмент и алатка на тебе и твоите слуги за притисок врз ВМРО ДПМН и политичките неистомисленици. И таков ќе остане. Ние тоа никогаш ниту имаме намера, ниту ќе го поддржиме. Треба да е јасно. Во изминативе 3 недели власта и опозицијата одржаа неколку средби за новиот закон за јавното обвинителство, но значителен напредок во преговорите барем за јавноста нема. Министерката за правда Десковска неодамна рече дека нема отстапка за амандманите на ВМРО ДПМН за прекин на истрагите по 30 јуни 2017 и за алтернативниот амандман од ВМРО ДПМН идното СЈО да нема автономија и да стане и тоа зависно од премиерите, министрите за финансии и од државниот обвинител.